Денешната пресконференција ја свикувам за да известам јавноста за едно несериозно и незаконско работење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сакам да известам јавноста дека оваа година училиштата, градинките, противпожарната служба, интернатот ќе останат без огрев, односно без дрва за грејење. Именно општина Крива Паланка распишува 3 последователни тендери за набавка на огревно дрво. Првиот е распишан на 1.8, вториот е распишан на 22.8 и третиот е распишан на 15.9 оваа година. На ниеден од овие тендери се нема јавено шумското стопанство да обезбеди дрво. Откако знам за себе, а и постарите, досега секогаш овие институции биле снабдевани со огромно дрво од страна на шумското стопанство во Крива Паланка, односно од страна на македонските шуми. Оваа година противпожарната служба, оваа година градинката, оваа година подрачните училишта кои користат огромно дрво ќе останат без огрев и затоа што шумското стопанство не сака да обезбеди, да се јави на тендерот и да обезбеди дрво. Ќе повторам оваа година благодарение на несериозното работење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на министерот кој потекнува од Крива Паланка, овие институции ќе ги остават без огрев. На прагот сме на грејната сезона, а шумското стопанство има забрана да учествува на тендерот. Замислете, шумското стопанство му забраниле да учествува на овој тендер и сите овие институции треба да се мрзнат. Министерот се шета по Крива Паланка и си води кампања, а за огрев на дечињата воопшто и не размислува. Крајна дрскост и несериозност и безобразност. Погледнете само колку дрва одат надвор од Крива Паланка. Тоа е можно, а за Крива Паланка и за овие институции не е можно. Напоменувам дека сите долгови кон шумското стопанство, односно кон македонски шуми, се уредно измирени. И сакам да прашам дали СДСМ во својата изборна кампања има предвидено да секој дете кое ќе оди во училиште носи по една торбичка со дрва за да се загрее. Дали им е тоа дел од кампањата? Останува да видиме и да процениме. Вакво нешто досегаш никогаш се нема случајно. Ова е алармантно и ги повикувам институциите да се работат работата за која се формирани.